Над 61 денар до 2020 година ќе треба да плаќаат граѓаните на Кочани за потрошен метар кубен вода за пиење. Тоа е сумата што ја пресметале во комуналното претпријатие Водовод и веќе ја доставиле до Државната регулаторна комисија за енергетика, која според новите законски прописи ја определува цената на водата во сите општини. Според калкулациите во Кочанското јавно претпријатие, поскапувањето на водата ќе се прави сукцесивно во наредните 2 години, односно од 55,5 денари до година ќе стигне до определениот износ во 2020-та. Во споредба со другите градови во државата, жителите на Кочани ќе плаќаат најскапа вода за пиење. Цената е двојно повисока од онаа во Скопје, каде метар кубен треба да достигне 23,98 денари. Во Охрид, на пример, цената треба да биде 12,48 денари, што е меѓу најниските. Во Тетово 19,03 денари, во Битола 35,29, а во Струмица 45 денари за метар кубен вода. На една од седниците на Советот, директорот на Кочански водовод, високата цена ја оправдуваше со трошоците за струја што се користи за препумпување. До денес цената на електрична енергија е порасната за околу 54,7% или со намалувањето порастот изнесува во нето износ од 52%. Водата во Кочани, знаеме, се препумпува 2 пати, се транспортира на оддалеченост од 5 км и се совладува висока разлика од 290 до 450 каде што е локацијата на фабриката за вода. Граѓаните реагираат и на досегашната цена на водата за пиење, тврдејќи дека плаќаат највисоки комунални сметки во државата. Па во Кочани најскапа и до сега беше. До сега беше најскапа во Кочани, нели знаеш? Са канализацијата е скапна, и водата ако скапна, добро е, нема проблем. И плюс канализација, плюс ѓубрање, тоа ово 1500 динара. И ладо за вода, 2500 динара само од пензијата за тоа треба да дадам. Ја имам помпа и повеќе ја користам помпата него водовода. Освен највисоката цена на водата за пиење, граѓаните на Кочани до 2020 година ќе треба да плаќаат и по околу 20 денари за метар кубен отпадна вода. Дополнително, освен за ѓубрарината, од 2019 ќе се воведе и давачка за прочистување на отпадните води, што ќе чини околу 34 денари за метар кубен. Тоа значи дека во однос на досегашниот износ, сметките би се зголемиле за двојно повеќе. Од Регулаторната комисија за енергетика пак велат дека заинтересираните правни и физички лица своите мислења и предлози во врска со објавеното барање на комуналните претпријатија можат да ги достават по електронска или обична пошта најдоцна до средината на оваа недела. Сепак прашање е дали тоа ќе има влијание врз крајните цени на водата за пиење.